Продолжуваме со спортските вести на телевизија Нова. Гостин вечерва во нашето студио е селекторот на македонската фудбалска репрезентација Игор Ангеловски. Селекторе, бевме сведоци на една историска фудбалска приказна, досега невидена во модерниот фудбал. Во минатото можеби се случуваше некои помали, условно кажано помали клубови да ги освојуваат овие големи првенства, но не и во модерниот фудбал, особено во премиер лигата, каде владеат милијардите, не милионите, туку милијардите. Еве, како стана Лестер шампион од ваш тренерски агол? Добро, најпрво добро вечер до гледачите на ТВ Нова. Благодарам за поканата. Навистина фудбалерите, стручниот штаб, навивачите, сите оние што се идентификуваат со фудбалскиот клуб Лестер направија нешто неверојатно на фудбалски план и затоа е и ваквата реакција од целата светска фудбалска јавност, затоа што да направиш ваков резултат, да освоиш титула во Премиер лига, во една конкуренција покрај еден Челси, покрај еден Манчестер Сити, како што кажавте, Манчестер Юнайтед, Арсенал, да не ги набројувам оние богати и славни клубови, да ја освоиш таа Премиер лига, стварно заслужува честитки и едноставно треба да им се дивиме на она што го направија. Едноставно никој не веруваше, освен самите тие. И на крајот го остварија она зашто сонуваат, како и што кажува дека ова е нивна бајка и мислам дека заслужуваат и да уживаат во нејзин се. Клаудио Раниери вела дека еден од главните виновници во наводници, ќе кажеме, за овој успех на Лестер Сити, бидејќи минатата сезона под водство на Најджел Пирсон, на друг менаџер, Лестер едва и се спаси од испаѓање во Премиер лигата, односно избори едва и опстанок. Колку е важно од тренерски агол да ги најдете вистинските фудбалери? Нема да зборувам за вистинската цена, бидејќи знаеме дека Лестер, целиот тим на Лестер вреди околу 50 милиони фунти, колку што еден играч на Манчестер Сити вреди, тоа е Рахим Стерлинг. Колку е важно од тренерски агол да се најдат вистинските играчи, на вистинската позиција, да се создаде таа една вистинска хемија на тимот и да имате храброст да им се спротивставите на најдобрите и да не загубите, односно да ги победувате редовно, бидејќи Лестер, ако не се лажам, годинава загуби едно дерби од големите, тоа од Арсенал на домашен терен. Добро, мислам дека улогата на менаџерот е меѓу клучните улоги во фудбалскиот клуб, тоа и се покажа. Едноставно господин Раниери покажа дека знае да управува со целиот колектив. Знаеме дека во Англија тренерот не е само тренер, него и менаџер, значи се грижи за целокупната состојба во и трансфер политиката, што е трансфер политика што е најважно. Едноставно покажа дека направил исправна селекција, една селекција која ја направи со и фудбалери кои играа во пета лига во Англија, во клубови не толку познати, и со сите нив им се спротистави и ги победи сите оние претходно кажани големи клубови во Англија и успеа да освои титулата. Но јас мислам дека најдобро ја водеше од психолошка гледна точка, значи екипата едноставно не дозволи притисокот да надвладее на неговите фудбалери, едноставно таа растеретеност во целата сезона наоѓаше многу интересни начини да го направи тој тимбилдинг, да остане фокусиран, само екипата да биде фокусирана, а не да се направи притисок врз екипата, и тоа сето му донесе резултати и мислам дека заслужено ја освоја Премиер лига. Да, сме биле сведоци дека некои помали екипи знаеле да конкурираат на големите во текот на сезоната, но не издржувале до крај, што му се случи на Лестер, не потпадна по тој притисок, играше константно добро во текот на цела сезона, можеби победуваше со 1-0, 0-1, но сепак победа си е победа. Ќе заврши оваа сезона во Премиер лигата. Лестер ќе игра во Лигата на шампионите, следува трансфер период, јунскиот трансфер период. Многу клубови се заинтересирани за овие фудбалери кои се творци на успехот: Енголо, Канте, Марес, Варди, па и останатите фудбалери. Сигурно сега цената има можеби 8 пати зголемена. Дали гледате Лестер да остане истата екипа и барем уште една сезона, да одолее клубот на тие високи понуди од големите клубови, да се направи нешто и во Лигата на шампионите? Може ли и на таа сцена Лестер да направи сензација? Па добро, како што слушнавме од изјавите, значи они сосема реално ја прифаќаат целата оваа ситуација, дека ова е моментот кога ја испишале својата историја и дека во иднина ќе биде стварно тешко ова да се повтори, затоа што и они се свесни за конкуренцијата која имаат. Мене ми е драго што кога ја прочитав изјавата на газдите на Лестер, кога
кажуваат дека нема да дозволат да се продаваат играчи, едноставно ќе сакаат да го задржат овој тим што го направи овој успех. Сега колку ќе успеат во тоа, колку ќе одолеат на тие финансиски примамливи понуди, ќе видиме во периодот што следи, но јас мислам дека доброто за екипата е да проба и во Лига шампиони, нели, да овој победнички менталитет што го имаат од Премиер лигата следната сезона да стигнат што е можно подалеку, но свесни се за својата конкуренција која имаат, па кажав, реални во очекувањата и нешто најдобро што може е тоа да си стално реален и да не си наметнуваш однапред некој притисок или не знам илузии дека можеш да го повториш или да направиш пак сензационален успех. Ова да, секоја чест, но пак ќе кажам, сигурно другите клубови уште повеќе ќе се засилат, конкуренцијата е огромна, така да јас би сакал и до година да успеат, но и самите они кажуваат дека тоа стварно ќе биде многу тешко. Да, вела дека е многу потешко да се одбрани таа титула отколку да се освои еднаш. Еднаш на врвот е добра, но два пати поред е веќе нешто друго. Уште еднаш ќе се навратиме на тренерскиот агол, бидејќи вие сте тренер, знаете колку е голем притисокот кај тренерите, особено во една премиер лига, особено и кај Клаудио Раниери, кој медиумите па и неговите колеги го сметаа за подсмев, го нарекува вечниот губитник, бидејќи секогаш често завршуваше втор со Рома, со Интер, со Монако заврши втор, со Челси никако не освои титулата во Премиер лигата, но еве му тргна со Лестер, а дојде во Лестер од селекторската позиција на Грција. Имаше катастрофален период таму. Колку е важно психички од тренерски агол и колку е важно да верувате во себе, во својата филозофија дека може да донесе успех? Па, мислам дека Клаудио Раниери е еден добар пример од тренерскиот аспект, дека вербата во себе кога тогаш ќе ти донесе резултат. И ова што го направи со Лестер е само потврда на неговото уверување, односно неговиот начин на работа, дека и во завршна фаза на неговата кариера и покрај претходното водење на многу подобри клубови и како што кажавте, резултатите се тие што ги остварија и он едноставно важеше за вечно вториот во светот на фудбалот, но мене ми е посебно драго што со Лестер успеа да освои титула и да докаже дека човекот верувал во себе, дека тој начин на работа што го применил едноставно кога тогаш ќе ти донесе резултати. Знаеме дека дојде на тоа место од селекторската позиција на Грција, каде што немаше резултати и заработи отказ после поразот од Фарски острови, но веруваше во себе, веруваше на тој начин на работа и сето тоа на крајот му се исплатеше, за да сега едноставно им погледне во очи на сите оние што го оспорува, едноставно резултатот е тој што го постигне и што сега едноставно сите му честитаат. Може ли да се случи повторно некаква ваква фудбалска бајка во некое друго првенство? Сега Лестер можеби следната сезона нема да биде толку конкурентен како сега, но може ли во друго првенство да видиме тим како освојува, еве да речеме во серија, тим како Киево? Па добро, мислам дека тоа е малце потешко остварливо, но сето ова со Лестер сигурно дека ќе им даде мотив и на другите екипи кои под наводници нели се послаби да влезат малце со поголема самодоверба и амбициите да пораснат и да пробаат да го направат ова што го направи Лестер. Мислам дека до некаде во Шпанија сезона 2013-2014 Атлетико Мадрид го направи, меѓутоа Атлетико Мадрид е меѓу водечките клубови во Шпанија. Не е од оној тип на клубови што се бори за опстанок, но сепак и резултатот на Атлетико Мадрид е започи затоа што таму се неприкосновени Барселона и Реал, па он успеа да биде шампион, но пак ќе кажам, Атлетико Мадрид е трет или четврт клуб во Шпанија, а Лестер сигурно не е меѓу првите 7-8 во Англија, така да затоа сето ова што го направи стварно е за почит, значи стварно заслужува секоја пофалба и мислам дека треба и на другите клубови кои не располагаат со големи буџети им го покажа патот како треба да се стигне до успех. Во англиските медиуми многу се пишуваше дека Лестер не е само Клаудио Раниери и играчите на теренот, дека тука зад клубот работат многу добри професионалци, особено во скаутингот. Еден од скаутите на Лестер е одговорен за трансферите на Джейми Варди, на Ријат Марес, на Енголо Канте, па и на Вес Морган. Колку е важно да се има добра селекција, добар скаутинг, да се знае да се купи вистинскиот играч за вистинската цена, еве ќе речеме за европски услови, за ефтини пари. Колку е важен тој сегмент? Па мислам дека е еден од најважните и сите добро знаеме овие играчи што ги набројавте,
по која цена дојдоа во Лестер и колкава е сега нивната моментална цена. Значи, еден Канте, еден Марес дојдоа за суми од 450.000 фунти, значи обештетување, така да сигурно нивната цена е сега околу 30 милиони, 40 милиони фунти. Можеме само да израчунаме колку пораснала нивната цена и колку добра работа направиле скаутите на Лестер и на сето тоа на дополнување со тие фудбалери да се освои Премиер лига. Значи, пак ќе кажам, скаутите одлично си завршиле работата и пак ќе кажам дека за еден клуб да функционира и еден тим да има успех, значи не е се битни оние фудбалери што излегуваат само на теренот, значи тоа е една цела екипа што стои организација, значи навивачите, вработените во клубот, скаутите како што ги спомнавте, значи сето тоа мора да функционира на безпрекорен начин за да се дојде до резултат. Господин Ангеловски, ви благодарам за овој краток разговор и една кратка анализа на Лестер Сити, би рекол глобалниот феномен во светскиот фудбал. Мислам дека наскоро ќе гледаме игран филм во холивудска продукција за оваа приказна. Ние, почитувани гледачи, ќе продолжиме понатаму. За крај на овие спортски вести одиме со Лигата на шампионите. Вечерва ќе биде познат првиот финалист во елитното надпреварување. На Алијанс Арената Бајерн Михен го пречекува Атлетико Мадрид со гол негатива. Пеп Гвардиола за последен пат седи на клупата на баварците во Михен на надпреварот Лигата на шампионите. Сака финале, иако знае дека ќе биде многу тешко против тврдиот шпански тим.